Националниот парк Маврово е најголем меѓу трите во Македонија. Неговите граници се простираат на неколку планини: Кораб, Дешат, Шарпланина, Бистра и Крчин. Има 73.088 хектари. Во границите на паркот се среќаваат речни долини, клисури, водопади, пештери, леднички езера. Прогласена за национален парк во 1948 година. Од вегетацијата на паркот најголема застапеност има заедницата од горска букова шума. Има 1435 различни видови растенија, од кои лековити се 1404. Единствено наоѓалиште е за 12 растителни видови, а многу ретки има 33 видови растенија. Фауната на Националниот парк Маврово исто така се одликува со значителна разноликост, од кое најцентрално место зафаќа балканскиот рис, кој својот дом го пронаоѓа во границите на паркот. Националниот парк Маврово чека свое репрогласување. Студијата за ревалоризација е изготвена уште 2012 година, но потоа е ревидирана во 2016. Сериозен проблем е изградбата на мали хидроцентрали или концесиите издадени претходно. Од јавното претпријатие се надеваат дека во наредниот период ќе успеат да ги усогласат ставовите со цел да го завршат процесот на репрогласување на Националниот парк Маврово и тоа да финишира со закон за национален парк. Друг проблем со кој секојдневно се соочуваат е ѓубрето. Заштитата на природата не може да ја прави ниту една институција сама, па ниту еден човек. Велат, никој не може да исчисти онолку колку што ќе испрлјаат. Еден не може да исчисти колку што ќе испрлјаат илјадници луѓе. Така да ние работиме на подобрување на свеста на населението, работиме од најмали нозе заедно со општината, со образование, нели, со основните училишта, со средното училиште, прво на да се развие свеста и после тоа нормално работиме и на прочистување на тоа што е останато како отпад. Како институција која се самофинансира, велат дека успеваат да ги сервисираат потребите. Бидејќи грижата кон националните паркови е минимална, па за да преживеат, управата е принудена да ја продава природата. Националниот парк Маврово има околу 500 километри обележани пешачки и велосипедски патеки. Атрактивни за посета се пештерата Шаркова дупка, Мавровското езеро, црквата во вода, Бигорскиот манастир, водопадот Дув и мостот Елен Скок. Најнов е репродуктивниот центар и сафари паркот. Тоа е заграден простор од околу 430 хектари, што представува репродуктивен центар за балкански елен. Целта е после одреден период повторно да ги вратат во природа. Елените више во овој простор дели се имаат и малку и навикнато на нашите вработени и веќе си го знаат редот како оди тој ред кога треба да се прихрануваат. Во текот на зимата, бидејќи не можат тие да најдат сами храна, нашите вработени, нашата управа овозможува дотур на храна за да можат успешно да ја презимат зимата. Да го испромовираме малку од друг аспект, од туристички аспект. Воспитно-образовен аспект, така да деца кога доаѓаат, посетители, туристи и нив да им го објасниме целиот процес како се одвива, да ја подигнеме свеста за заштитата на природата и на дивиот свет, а најголем таргет ни се децата,